ќе кажа. Бараме средства од буџетот за чистење на каналите и речните корита во општина Струмица, не давате. Бараме средства за чистење на канали и речни корита во општина Босилово, не давате. Бараме средства за чистење на речни корита и канали во Василево, не давате. Бараме средства за, сега со амандман за чистење на речни корита и канали во Валандово, не давате. И сега ќе поставам прашање и запамтете. Ако се случат повторно поради дождови и штети, кој ќе сноси одговорност? Кој ќе сноси одговорност? Кој ќе ја надомести штетата која што ја трпат овие граѓани? Само еве еден податок да земам. Во општина Босилово, средствата кои што ги бараме за прочистување на речните корита, на двете реки, се 10-кратно помалку од причинетата последна штета во февруари месец оваа година. Па што е цел на оваа влада? Да ги остави сами на себе граѓаните и да им оди по дворови и по куќи само за време на избори? Што им е целта на пратениците од изборна единица 4 или од Струмичкиот, Валандовскиот, Гевгелискиот регион? Зашто ќе гласаат во овој буџет? За панорамски тркала, ама во Скопје ќе тоа? Земјоделецот од Турново, од Радово, од Василево, од Валандово, од Удово нема да дојде. Не иди, тие идат во Скопје само за болест веќе. Јас патувам долго време од Струмица за Скопје. Порано луѓето идеа за Скопје и да се прошетаат. Знаете се ако доаѓа во Скопје? Ако некој има бизнис и сабајле со такси оние кои што идат до болници. Не идат да гледаат спомениците кои што сте ги изградиле во Скопје. Зашто идат? Ма немаат и тие. Добро е. Ако тие што гласаат за ВМРО имаат, тоа што е богата државата, затоа што вие ги добивате изборите. Значи, појте гласале за вас и тие имаат ке се шета. Нема. И затоа прашувам пратениците од изборна единица 4, особено од овој наш регион, Радовиш, Струмица, Валандово, Гевгелија. Кои им се аргументите зошто не гласаат за овие амандмани? Панче 3 години ги поднесува колегата Панче Орсо заедно со мене. Јас повеќе од 7-8 години ги поднесувам истиве амандмани. Последно чистење на речните корита беше во 2005 година во влада на Социјалдемократскиот сојуз. Од тогаш наваму поплави безброј. И знаете што? Се случуваат за време во изборна кампања. Имавме невреме 2011 во изборна кампања во Струмичко, имавме невреме 2013 во февруари во време на кампања за локални избори. И тогаш кога ќе се случи, сите се на теренот во МРДПМН, сите ветуваат. Ама ајде, еве сега е моментот кога треба да потврдите она што ветувате дека ќе го исполните. Колегите од Струмичкиот регион знаат дека Струмичкото поле, Босилското поле личеше на езеро. На езеро личеше. Имаме плодна земја, Валандовско, Струмичко. Зошто не бараат прочистување на каналите во другите места каде што нема плодна земја? Затоа што и да поплави немаше да поплави. Имате во изборната програма манифест, како ли ви се вика, дека ќе чистите канали, речни канали, дека ќе правите во Валандовско, не ли зборуваме за амандман за Валандово, немате прочистено ништо. Во Босилска општина 700 до 800 метра само. И ништо, па настанеле поплави, затоа што главно не се зафаќаат оние речни корита кои што треба да бидат проширени и да ја носе бујцата на вода која што прави штети. Јас не знам
Кој ви се аргументира? Еве, утре колегата кој што сега зборува и се смее, кој ќе оди во Валандово и ќе го прашат зошто не гласаше за амандман за прочистување. Не спомнав име сега, не се чувствува засегнат. Значи, зошто не гласаше за амандманот кој што го поднесе? Еве, вие преземете, не мора ние да го поднесеме. Само нека има средства да се обезбедат да се прочисти. Што ќе одговорите? Не ви требаше? Немаше пари? Има пари. Еве, гледате колку пари има во буџетот за се и се што. Не го полнат буџетот граѓаните на нашите региони од кои што доаѓаме. Немаат право да побараат нешто да им се реши она што е нивна животна потреба. На нашите граѓани не им треба барокни згради. На нашите граѓани не им треба панорамски тркава. На нашите граѓани од кои што доаѓаме не им треба, како се вика тој сателитски, како се вика таму што го градат на водно, сателитска кула. На нашите граѓани не им требаат многу обесни проекти за кои што вие гласате и одделувате средства. Гледате колку се скромни нашите граѓани. На нашите граѓани им треба водовод. На нашите граѓани им треба канализација. За жал во 21 век не можат да се измијат и да во чиста животна средина да живеат. На нашите граѓани им треба да им се овозможи да си работат работата земјоделието. На нашите граѓани им треба да се осигура она што ќе го сработат, да не им го однесеме времето и после да нема од што да живеат. Јас не знам кои аргументи да ви ги уште пред очиме. Се сеќавам во Василево, во Василевска општина, кога отидовме во февруари месец во поплавите. Луѓето обезглавени, расат, повеќе од пратениците тоа не го разбираат, оти не знаат, за пакирање готов, однесен. Тоа значи однесен и за цела година. Тоа значи нема со што да се занимава. А средствата се вложени, а средствата се дадени. Зошто? Затоа што пратениците не изгласале минимум средства да се исчистат и граѓаните од овие населени места да си работат, да си го тераат производството. И со производството тие придонесуваат и за државата, затоа што плаќа, се продава, граѓаните ќе купуваат, па се плаќа даноци, па данок на додадена вредност. Јас не знам кои аргументи, зошто, особено барем пратениците од изборна единица 4 да кажат, или од нашиот регион, Струмичко, Валандовскиот и Гевгелискиот регион, да кажат, колеги, ние ќе гласаме за овие амандмани, не можеме да ве убедиме мнозинството, ама ние не можеме да се вратиме назад во нашите места од каде што доаѓаме. Ние не можеме да побараме поддршка од граѓаните, да не поддржат, затоа што 8 години им ветуваме, силни програми правиме, дека огромни километри на водотеци ќе изчистиме и ќе ги спасиме, а кој ќе дојде за пари, си молчите, ве нема. Јас сега ќе завршам овде за Валандова, а се однесува за сите места за кај што побаравме прочистување на овие канали и речни водотеци. Ако се случи повторно поплава и штета, затоа што луѓето се убиени не само од општите политики што се водат, туку и од невреме во нашите региони. Ако се случи повторна поплава и сериозни штети, ќе барам одговорност од сите пратеници од овој регион. Затоа што не биле на висина на задачата, затоа што не знаеле да разделат што е потреба на граѓаните кои што ги представуваат и што е потреба или наредба на партијата која што ја представуваат. Тука јас ќе завршам и навистина се молам да нема уште еднаш такви силни поплави како што сме ги доживеале овие 2011 и 2013. Меѓутоа, не дај Боже, ако имате, јас ќе барам одговорност, затоа што не се одважите, не се охрабривте да побарате или барем вие да гласате за амандманите кои што не се наши. Тие се на барање на граѓаните кои што ги представуваме.